Проблемот на уредувањето на поројните текови бил и е преокупација на бројни научни работници како кај нас, така и во светот. Во поројните корита, покрај другите појави, најзначајни се линиската и бочната ерозија. Поради влијанието на линиската ерозија, доаѓа до продлабочување на поројното корито, а со тоа и нарушување на стабилноста на бреговите. Во разни услови, овие процеси доведуваат до покренување на бројни лизгалишта, а во комбинација со бочната ерозија до пореметување на нестабилни брегови и појава на одрони. Воглавно, овие процеси, во зависност од нивниот интензитет, произведуваат разни количини ерозивни наноси, кои носени со поројните води, представуваат опасност не само за оштетување на попатните објекти, туку и за човечки животи. Да би се санирало поројно корито, во кое е застапена бочната и линиската ерозија, воглавно се применуваат напречни објекти во систем кои треба да го намалат надолжниот пад на поројното корито, а со оформениот заплав зад преградите да ја подигнат нивелетата над клизните рамнини на покренатите лизгалишта, со што треба да дојде до умирување и санирање на тие процеси. Кога се во прашање поројните наноси, мора да се каже да протекнувањето на наносите низ поројните корита е незапирлива природна појава и да нашите настојувања треба да на некој начин го регулираат тоа протекнување. Ситните гранулации на наносниот материјал, кои речното корито може да ги пронесува, не треба ни да се задржува со нашите објекти. Дали тоа е можно, ќе стане збор во оваа наша емисија, во која ќе го посветиме вниманието на армирано-бетонските решеткасти монтажни прегради, кои нивниот автор, доктор Ираклије Илиќ Херхеулидзе, ги нарекол наносоуловители. Вакви армирано-бетонски решеткасти монтажни прегради применети се во реката Пена за стабилизација на речното корито и бреговите на речната долина. Тие имаат задаток да создадат услови за задржување поголеми количества нанос во речното корито, со временска прераспределба на транспортирањето на наносот во такви количества, кои реката може да ги транспортира низводно од градот Тетово до вливот во реката Вардар. Овие објекти представуваат природни модели во мерка 1:1 и даваат големи можности за научни истражувања и согледувања за натамошни зафати при уредувањето на поројните текови. Пред се, во кратки црти, ќе се осврнеме на основните карактеристики за сливното подрачје на реката Пена. Сливот на реката Пена, кој до градот Тетово изнесува 172 квадратни километра, во целост го опфаќа масивот на Шар планина. По вододелницата на реката се издигаат високи планински врвови, како што се Титов врв со 2748 метри надморска височина, Трапезница 2610, Вртоп 2550, Турчин 2702, Кобилница 2528 и други. Теренот е доста расчленет со стрмни страни, многубрени, често длабоко всечени водотеци и суводолици. На многу места теренот е тешко пристапен. Во сливот на реката се наоѓаат 8 планински села, и тоа Бозовце, Бродец, Вешала, Вејце, Гајре, Лавце, Селце и Шипковица.
Hidrografskата mreža je значително развиена. Една од најкарактеристичните појави во морфологијата на реката Пена е појавата на голем број поголеми и помали лизгалишта и отрони. Реката Пена со своите карактеристики на речниот слив, коритото и режимот на течењето спаѓа во категоријата планински реки со изразит пороен карактер. Големиот пат на речното корито, тесната долина на реката, стрмните косини на падините на речната долина и неповолните инженерско-геолошки карактеристики создаваат добри услови за интензивна ерозија во долината на реката и за транспорт на огромни количества влечен нанос низводно од коритото на реката. Вегетацијата во сливот на Пена, условена со ниса фактори што влијаат врз нејзиниот развој и опстанок, се менува со зголемувањето на надморската височина. Најнискиот појас го зафаќаат дабовите шуми, земјоделските површини и поголем број селски населби. Над овие доаѓа појасот на букови шуми, кои во зависност од експозицијата се протегаат од 1000 до приближно 1900 метри надморска височина. Највисокиот појас го чинат високопланинските пасишта и сувати, кои што се главно добри и густо обраснати. Тие го зафаќаат најголемиот дел од сливната површина, околу 92%. Во сливот на реката Пена се застапени сите видови ерозија, почнувајќи од нормалната денудација, чиј интензитет се движи околу 100 кубни метри по квадратен километар, до ексцесивни процеси на површинска и длабинска линеарна ерозија, каде што интензитетот на тие процеси е исклучително голем. Во текот на порастот на протекувањата и при максималните протекувања на водите за време на ноемвриската поплава 1979 година, на повеќе места во горниот дел на реката, поради бочната ерозија, дошло до големи одронувања на бреговите и депонирање огромни количества наноси во речното корито. Овој нанос, делумно транспортиран по пат, ги пополнувал поголемите нерамнини на речното дно, помеѓу карпи и поголемите самци. Со тоа се намалувале хидрауличните опори на коритото, а се зголемувала бразината и кинетичката енергија на реката. Водата удирала во бреговите со поголема енергија, поради што и уривањата на подолжина на реката се зголемувале. Во горниот тек, помеѓу 12-тиот и 13-тиот километар, на кој потек биле и најголемите разурнувања, огромните количини пороен нанос, настанат со уривања на нестабилните брегови, создавал во коритото на реката прегради, зад кои се вршело акумулирање на вода. На тој начин, создадените нестабилни прегради по извесно време се уривале, при што се формирани бранови со голема концентрација на наносен материјал и огромна разурнувачка сила. Вакви налети на пороен нанос и вода имало повеќе во текот на 18 и 19 ноември 1979 година, а во текот на опаѓањето на поплавниот бран, поради намалениот природен пат, а со тоа и намалената влечна сила, доаѓало до интензивно таложење на наносниот материјал и релативно брзо издигање на речното дно во горна Арчаршија, поради што дошло до излевање на поројните води, преку создадениот наносен конус и течење на водите низ градските улици, без можности поново да се вратат во речното корито. Како последица на тоа предизвикани се големи штети во градот Тетово и низводно од него. Најголеми штети претрпеа комуналните и стопанските објекти, потоа земјоделството, стамбените објекти, имотот на приватните лица, организациите за најчиството и другите активности. Вкупно проценетата штета на целата територија на општина Тетово изнесуваше 1,56 милијарди нови динари. Во наведената сума учествувала и реката Вардар и другите шарпланински реки, но со доминантна улога на реката Пена.
Проучувајќи настанатата ситуација во текот на поплавата, како и причините што доведоа до таквата состојба, се потенцира итна потреба од уредувањето на речното корито на реката Пена. Изборот падна на армирано-бетонските решеткасти конструкции од системот на Закавказскиот научно-истражувачки хидрометеоролошки институт од Советскиот сојуз. Тие конструкции со која било висина и облик во профилот и планот се склопуваат од геометриски надпроменливи на различни начини меѓусебно споени рамнострани триаголници. Секоја страна на тој триаголник представува унифициран армирано-бетонски елемент, греда, чии димензии се одредуваат врз основа на статистичките пресметки за ударното влијание на поројната маса или поедини големи камења. Овие елементи гредите во краевите имаат отвори кои што при склопувањето на проектираната преграда формираат вертикални канали во кои се вметнува арматурен скелет и се залива со бетон, на кој начин конструкцијата станува монолитна. Армирано-бетонскиот елемент шајбната служи за израмнување на рамнината на која се поставува греда. Секој вертикален склоп почнува од монтажна подпирна папуча или некоја друга градба што ја има таа функција. За овие армирано-бетонски решеткасти монтажни објекти, нивниот автор нагласува дека решеткастата конструкција го поништува основниот дел на кинетичката енергија што ја акумулира поројниот тек и задржува значителен дел од неговата цврста фаза, благодарение на што поројниот тек што минал низ таква конструкција не представува веќе опасност за објектот што се заштитува. Доколку поради големи хаварии во поројното корито дојде до поместување или превртување на ваква армирано-бетонска монтажна решеткаста конструкција, објектот си ја задржува својата основна цел и функција и натаму останува како напречен објект што има задача да врши задржување на наносниот материјал без оглед на големината на неговото оштетување. Бидејќи во сегашно време не се гради ниедна армирирано-бетонска решеткаста монтажна преграда, овде во дворното место на градежната работна организација Маврово ОЗТ Маврово Монт, кој е изведувач на овие објекти на реката Пена и реката Маздрача, ќе импровизираме монтирање на преграда со примена на нужна механизација. Армирано-бетонските греди се леат во челични калапи, во кои се поставува арматурен скелет и дистанцери кои арматурата ја држат на одредено растојание од калапот. Потоа калапот се исполнува со бетон, што се набива со вибратори. Бетонот се приготвува по рецептура, која што во поглед на бењето на елементите во услови на стално присуство на протечни води со нанос ситен песок се доста отпорни. Вака излеаните монолитни армирано-бетонски греди со должина од 3,0 метри и напречен пресек 30 со 25 сантиметри се тешки околу 608 килограми. Со оглед на тежината, за монтирање на овие елементи е потребна примена на тешка механизација. Решеткастите прегради што се применети за уредување на реката Пена се според проектот на доктор Мирослав Ѓорѓевиќ, научен советник во Заводот за водостопанство на Социјалистичка република Македонија, и доктор Живко Шкоклевски, вонеден професор на Градежниот факултет од Скопје, на потегот од километар 9 плюс 720 до километар 12 плюс 230 и ги има вкупно 6, од кои досега се изградени 5, преградите 1, 2, 3, 4 и 6. Изборот на локацијата на секоја преграда е вршен за во максимална мера да придонесе за стабилизирање на речното дно.
Втората преграда е лоцирана во релативно тесен дел од коритото на Пена, во непосредна близина над градот. Оваа преграда има за цел да ја смири водната енергија пред излезот од клисурниот дел и да изврши привремено задржување на поголеми количества нанос при поголеми надојдувања на реката. Преградата има вкупна висина 6,75 метри, а е формирана во два реда. Оваа преграда беше изградена во текот на март-април 1980 година. При крајот на мај и во септември 1980 година, со зголемени протеци, реката Пена раздвижи големи количества влечен нанос. Функционирањето на преградата се покажа многу добро. Смирувањето на водата низводно од преградата беше многу ефикасно, така што во просторот меѓу контрабаражот и преградата нема никакви знаци на појава на ерозија. По поминувањето на првата голема вода во мај 1980 година, кај некои бетонски елементи што беа изложени на водниот удар, се јави интензивно абење на бетонот. Оваа појава се смета како најголема опасност за целата конструкција. Со ангажирање на повеќе стручњаци за бетон, Институтот за градежништво и лабораторијата на Геомаврово беа извршени детални анализи на вградениот бетон. Како резултат на тие истражување се даде погодна рецептура за изработка на бетон со базалтен агрегат и специјален цемент со згура, според кој се добива бетон со висока отпорност на абењето. Покрај тоа беа предложени мали измени во непречниот профил на гредата, избегнати се острите рабови, а арматурата е подлабоко поставена. На овој начин се подобри отпорноста на бетонските елементи против абењето. Втората преграда со вкупна висина од 7,5 метри и висина на преливот од 3,5 метри го издига речното корито во спротиводниот усек и ја зголемува стабилноста на десниот брег, каде што било активирано лизгалиште за време на ноемвриската поплава 1979 година. Десната страна е потпрена на крилни зидови, фундирани на карпа, а левата страна на падински материјал. Преградата е оформена скалесто со 4 реда и во основа со закосени оски на конструкцијата по агол од 60 степени во однос на оската на реката, така што целата конструкција е добро вклештена во двете страни. Третата преграда има функција да го стабилизира речното дно на висина што се оформи по поплавата во 1979 година, да ја заштитува изведената локална регулација на реката Пена во низводниот усек, каде се наоѓа машинската хала на хидроцентралата Пена, да создаде голема плавина и да задржува поголеми количества влечен нанос. Преградата е оформена во два реда, со правец нормален на оската на реката. Во средниот дел на преградата е изведен прелив со ширина од 5,0 метри, слапиште и поврзување со регулираното речно корито во низводниот потек. Вкупната висина на решеткастата преграда е 6,0 метри, од кои само 4,0 метри формираат слободен простор, а 2,0 метри е простор затворен со бетонски платна. Просторот меѓу нив е исполнет со нафрлан камен. Решеткастата преграда 4 е лоцирана во местноста Бањиче, спротиводно од големите водопади на реката Пена. Речните брегови и овде се многу нестабилни. Левиот брег е оформен од глина со крупни самци, а десниот од поголеми блокови варовнички карпи. Поради подкопувањето од реката има појава на лизгање и обрушување на двата брека. Преградата има функција да го спречи продлабочувањето на речното корито, да ја смири ерозивната моќ на реката и во просторот зад преградата да задржи поголеми количества влечен нанос. Прелевниот прак има висина 4,5 метри, ширина на прелевот 5,0 метри. Решеткастата преграда е оформена од 3 реда со оска нормална на течението на реката. Вкупната висина на преградата изнесува 7,0 метри,
од кои 4,5 метри се затворени со бетонско платно за издигање и стабилизирање на речната долина. На потегот меѓу 12 и 13 километар, реката Пена има голем надолжен пат и многу нестабилни брегови на тесната речна долина. На овој потег имало појави на најголеми разурнувања на речните брегови, зашто се предвидени уште 4 решеткасти прегради, од кои шестата е лоцирана на километар 12 плюс 230. Преградата е лоцирана на многу нестабилен терен. Речното дно е оформено од големи самци и двата брега се оформени од падински материјал, подложен на лискање и одронување. Преградата има функција да го смири падот на реката, да го задржи по крупниот нанос и да изврши делумна заштита на зафатот на хидроцентралата Пена. Во систем со другите прегради ќе се придонесе за стабилизирање на речното корито на овој потек и ќе се намали опасноста од линиска ерозија. Преградата е оформена од бетонски монтажни елементи со корисна висина од 8,0 метри, без преградување на протечниот профил. Скалеста е во 4 реда со закосени оски на конструкцијата под ангол од 60 степени во однос на оската на реката и е вклештена во двата брега. Со оглед на неповолните инженерско-геолошки карактеристики на двата брега, врзувањето на преградата со теренот е извршено со крила оформени од истите елементи, а меѓупросторот е исполнет со крупен камен. Каменот има истовремено и функција на дренажа на косините и подобро го стабилизира речниот брег. На овој потек се очекува реката да носи покрупни самци, кои што ќе се заглавуваат во самата преграда и поголем дел брзо да се исполни. Релативно брзото исполнување на самата преграда со крупен камен ќе намали опасноста од абење на елементите. Армирано-бетонските решеткасти прегради се поставени на напречни профили, како што е и понапред речено, со неповолни инженерско-геолошки карактеристики, со задача, покрај другото, да извршат и стабилизација на поројното корито, а да вршат и функција на фаќачи и сортирачи на наносниот материјал. Со оглед на можните притисоци и динамичките удари што ќе ги примаат овие објекти, нормално е во зависност од настанатите хаварии, што се сметат за нормални за ваков вид објекти во речното корито, да се очекуваат помали или поголеми оштетувања. За да се одржи континуитетот на нивното функционирање, нужно е да се вршат наблюдувања и навремени интервенции за отстранување на оштетувањата. Овде ќе стане збор уште и за една изградена армирано-бетонска решеткаста преграда во една притока на реката Маздрача. Исто така шарпланинска река. Каптажата на реката Маздрача од доводот за шарските води е загрозена од наносите и поројните води, како на реката Маздрача, така и од незината десна притока Порој 1, што се влева во непосредна близина над зафатот. Оваа поројна притока во долниот дел има активно лизгалиште што дава огромни количества нанос што го загрозуваат зафатот на каптажата. За заштита на оваа каптажа во овој порој во релативно стеснет профил на коритото, каде што се и косините постабилни, е изградена преграда со корисна висина од 11,5 метри и крилни надвиснувања што го формираат прелевот со висина од 1,5 метри. Преградата е оформена скалесто со 4 реда и во основа закосена под ангол од 60 степени по однос на текот на водата. Преградата е изградена 1982 година и во овој краток период е исполнета со крупни наноси до висината на прелевот. Стабилноста на преградата се покажува извонредно.
Бидејќи по исполнувањето на заплавот на преградата поради големи количества крупен нанос, текот е свртен кон десниот брег, поројните води прелевале преку десното крило. И покрај откриената една стопа на низводниот дел од преградата, тај натаму е изворедно стабилна, но нужни се итни интервентни мерки за насочување на текот кон прелевот на преградата. Изградените објекти во периодот 1980-1982 година во овој кус период покажуваат низа позитивни предности, а поради нивното значење, Републичката заедница за научни дејности преку Заводот за водостопанство на Социјалистичка република Македонија врши научни истражувања врз база на кои ќе се донесат заклучоци и препораки за функционалноста на армирано-бетонските решеткасти прегради, на носоловителите, како и за нивната примена во натамошните предвидувања за уредување на поројни корита.